Добар ден, ученици! На денешниот час ќе зборуваме за изведените бои на светлината. Ако го погледнеме овој слайд и ги разгледаме овие анимации, можеме да уживаме во играта на различни нијанси на бои на лазерска светлина. Исто така, ако ги отвориме овие понудени линкови, можеме да уживаме во прекрасна гледка од игра на различни бои на лазерска светлина. Но како ние разликуваме бои? Да се подсетиме. Нашето око, како оптички апарат, се состоеше од повеќе составни делови. Во разликувањето на боите и нијансите на бои учествува мрежницата. Мрежницата се состои од два вида на рецепторни клетки, стапчиња и чепчиња. Стапчињата не се осетливи на бои, туку се осетливи само на интензитетот на јачината на светлината. Иако ние во природата забележуваме различни феномени, како што е виножитото, прекрасни гледки, како што се цвеќињата и различни бои во нашето обкружување, сепак чепчињата се осетливи на три вида на бои, и тоа црвена, зелена и сина боја. Тие се наречени уште и основни бои или спектрални бои. Со мешање на овие три основни или спектрални бои, ние ги добиваме сите останати изведени бои на светлината и можеме да ги разликуваме. Мешањето на спектралните бои уште се нарекува и адитивно мешање на боите. Со мешање на исто количество на црвена и зелена боја се добива жолтата боја. Со мешање на исто количество на црвена и сина боја добиваме магента и со мешање на сина и зелена боја добиваме цијан. Ако усмериме лазерски сноп на монохроматска светлина на црвена, сина и зелена, забележуваме дека на средината каде што се преклопуваат гледаме бело, односно ја гледаме белата боја. Значи со мешање на основните спектрални бои ние ја добиваме белата боја. На вашите часови по ликовно образование вие ги користите сликарските или пигментските бои. Основни сликарски или пигментски бои се магента, цијан и жолта. Со нивно мешање ги добиваме другите изведени бои, односно со мешање на исто количество на цијан и со исто количество на магента добиваме сина боја, со мешање на цијан и жолта добиваме зелена боја, со мешање на магента и жолта ја добиваме црвената боја. Овде ни се представени различни нијанси на бои и добивање на изведени сликарски или пигментски бои, кои што вие ги користите при цртањето на вашите цртежи. Основна и суштинска разлика помеѓу субтрактивното и адитивното мешање на боите или помеѓу спектралните и сликарските бои е тоа што со преклопување или мешање на исто количество на основните спектрални бои се добива бела боја, а при мешање на исто количество на основните сликарски бои се добива црната боја. Дополнителните или изведени бои ги добиваме и кај адитивното и кај субтрактивното мешање на боите, односно ги добиваме и кај спектралните и кај сликарските бои. Меѓутоа, со мешање на иста боја од основните спектрални бои и мешање на иста боја од сликарските бои се добиват различни нијанси на бои. На оваа симулација, која што ви е представена на слайдот, можете да ја отворите и да направите една мини училница дома, каде што ќе направите истражување кои бои ќе ги добиете со мешање на различни количини на основни бои. Да видиме што треба да знаеме за денешниот час. Колку типови на клетки поседува мрежницата што се осетливи на бои и кои се тие? Кои бои се примарни, адитивни и како се добиват секундарните адитивни бои? Кое мешање на боите го нарекуваме субтрактивно? Кога имаме адитивно мешање на боите
и обидете се да ги нацртате адитивното и субтрактивното мешање на боите. Се надевам дека ќе ги одговорите без никаков проблем. Ви благодарам за вашето внимание.